Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска ќе обрнам внимание малку на индиската кујна. Ќе направам пилешки копан во ајран или во јогурт од нашите пријатели Bimilk, во комбинација со булгур и зеленчук. Ќе додадеме уште неколку додатоци, меѓутоа ќе направиме многу вкусен кари сос, баш онака како што го прават индиците. Почуваме веднаш. Денес ја носиме Индија во нашата кујна. Со пилешки копани маринирани во јогурт, лук и мешавина од зачини што будат сетила. А по крај нив булгур со зеленчук и крема с кари сос со бадемово млеко. Комбинација што ја спојува топлината на истокот со нашата љубов кон добрата храна. Велат дека индиската кујна се повеќе и повеќе ги освојува луѓето со вкусот на зачините и на сето она што го користат за да сготват. Постои голема метропола во светов каде што индиската кујна навистина не царува и една од најбараните. Проблемот доаѓа понекогаш кога не можеме да ги најдеме оригиналните состојки, затоа што не можеме сите да ги набавиме од Индија, меѓутоа можеме да ги споиме со состојките кои ги имаме во моментот и кои можеме да ги набавиме овдека кај нас. Затоа денеска одлучив да правам интересно пилешко месо, бидејќи индиците многу го користат пилешкото месо и е едно од најбараните. И денеска ќе го направам на многу интересен начин. Ќе го ставам во јогурт по кој ќе додадам зачини. Вела дека млечен протеин со протеин многу добро иде, а всушност го омекнува, му дава една таква убава елегантност, а кога добро ќе го испечеме, добива и одлична боја и преубаво изгледа. Што треба да направите најпрво? Многу едноставно. Јогуртот половина килограм е сосема доволно за овие неколку парчиња пилешки обескостен батак. Ќе додадеме масло и секако ќе го соединиме со јогуртот. Ако ги додадете и зачините, ќе се спојат со маслото и потешко ќе можете да ги соедините во целата таа смеса. Затоа соединете го маслото со јогуртот прво, а потоа додадете ги сите останати зачини. Што имаме? Имаме црвен мелен пипер, имаме мелен коријандер, имаме сол, имаме мелен бибер, имаме дафинка од нашите спонзори Витаминка, имаме кумин и сега ова добро ќе го измешам, ќе го соединам, ќе го исецкам ситно лукчето, ќе го додадам во смесата со јогурт и зачини и после тоа ќе го потопам пилешкото месо во оваа смеса. Многу би било убаво кога би имале време и оваа смеса заедно со месото би оставиле во фрижидер на 4 степени Целзусови 24 сати. Меѓутоа, кога немате време, можете и половина сат да отстои, да го прими сето тоа, да го извадите месото и да го ставите прво на 160 степени на ниска температура 1 час да се пече, а после 10 до 15 минути да го ставите на малку повисока температура од 200 степени да добие убава боја. Смесата ја соединив. Сега ќе го исецкам лукчето, ќе го додадам внатре и додека ги спремам гарнирите, а денеска се одлучив за многу интересен гарнир. Булгур сигурно сте слушнале. Многу често можеме да го најдеме во земјите на истокот, посебно во Турција, со нивниот пилав, така да денеска ќе го направиме на многу едноставен и класичен начин и она што е многу важно кога станува збор за Индија, ќе направиме еден убав кари сос со зеленчук, затоа што индиците имаат традиција кари сосот да го прават со зеленчук, многу долго и тивко да го готват, затоа што тогаш сите оние зачини кои ги додаваат во сосот ги испуштаат своите етерични масла и мириса луѓе на нешто превкусно, привлекува буквално. Иначе, кога станува збор за кари, карито можеме да го најдеме во секој наш поголем и помал маркет и е комбинација на зачини каде што куркумата како главен зачин преовладува. Коријандерот е тука кој дава убав цитрусен вкус на кора од портокал и сите оние додатоци, меѓутоа во различни делови на светот, а посебно во Индија,
Карито го прават и со различни начини и затоа постојат повеќе различни кари. Еве го лукчето. Ќе го измешаме убаво и сега пилешките батачиња ќе ги додадеме во смесата. Одлично. Превкусно мириса уште сега. Ќе ги поклопиме и ќе ги трнеме на страна. Почуваме да го правиме булгурот, а звукот што го слушаме е од кромидот. Едноставно, маслото треба да биде загреано, меѓутоа, повторно ќе ви кажам, прво го загреваме тавчето, а потоа го додаваме маслото, затоа што маслото е најдобриот спроводник на енергија. Морковчето можете да го исечете многу ситно или пак да го исечете на тенки тркалца. Јас го сакам на тенки тркалца за да се гледа во целата смеса на крај од готовиот булгур. Промешуваме и оставаме сето тоа да се испржи. Веднаш продолжувам да го правам кари сосот. Основата на секој кари сос е секако кромидот и лукот. Кромидот секако ќе го исецкам многу ситно, а можеме да го исецкаме и на месеченки, а после целата таа смеса, бидејќи треба да биде сос, можеме да ја изблендираме и да добиеме елегантна смеса, која навистина ќе биде многу вкусна и добро ќе дојде во комбинација со месото и булгурот. Еве, едно на коцки, друго на месечинки и сето тоа ќе се спои. Лукче. Одлично. Булгур со кромит, морков и свеж макдонос. Едноставен, но полн со вкус. Гарнир што го збогатува секое јадење. Додаваме масло на загреано тавче и веднаш го додаваме кромидот и лукот да се пржат. Кромидот и лукот за сосот од кари се пржат, а кромидот и морковот за булгурот се готови. Додаваме црн пипер, додаваме булгур и оставаме малку да се пропржи. Додека булгурот се пржи, јас ќе исецкам мајчина душичка. Зачин кој секогаш ме потсеќа на рана пролет, кога све оживува. Многу го сакам. Одлично. Ќе го исецкаме макдоносот многу ситно и ќе го додадеме во булгурот. Откако ќе го додадеме макдоносот, ќе додадеме и зеленчуков бујон, а можете и пилешки бујон, и ќе оставиме на тивко да динста. Кромидот и морковот полека се карамелизираат, додека булгурот впива ароми и боја. Со зеленчуков бујон и свеж макдонос, оваа гарнитура носи топлина и мирис на домашна трпеза. Уште еднаш добро промешуваме. Погледнете ја бојата. Навистина не само мирисот, него и боите потсеќаат на рана пролет. Откако добро се испржи и булгурот, додаваме зеленчуков бујон, ја намалуваме температурата и оставаме полека да си крчка. За тоа време кромидот почна да карамелизира. Токму тоа и ми требаше. Сега ќе додадам прво
малце чили. Ќе додадам куркума, сол, кари и секако дафинка. Поздрав до моите спонзори од Витаминка. Сето ова ќе го измешам. Погледнете ја бојата. Ваквите сосеви кои многу полека и тивко се готват, најдобро е да се готват во тавчиња или во садови за готвење кои имаат двојно дно, како што е ова моето од Фортис. Не заборавајте да ја посетите нашата продавница, добро да разгледате што има во нејзе, а има се што ви е потребно вам да сготвите квалитетна и вкусна храна. Кромидот е веќе добро испржен. Во Индија многу често кога прават вакви сосеви кои бавно и тивко се готват, нели, користат кокосово млеко или бадемово млеко. Нашите пријатели од битолска млекара од Бимилк имаат многу вкусно оригинално млеко од бадем кој јас денеска ќе го искористам. Меѓутоа, пред да го ставам млекото во кромидот со зачини, ќе додадам пелати. Сега ќе ја намалам температурата. Одлично. Ќе го спојам доматниот сос со кромидот. Одлично. Откако добро ги споивме доматите со кромидот и зачините, наред е бадемовото масло. Брзо во првата продавница и побарајте бадемово масло од Бимилк. Ево го, одлично. Гледнете ја бојата. Аромите на Индија во една тава, со доматен сос и бадемово млеко. Мирис што буди апетит. Тиквиците како втор гарнир, многу едноставно. Ќе ги сечеме на крупчиња или на долги ленти, кој како сака. Ќе ги ставиме во тавче, ќе ги зачиниме со сол и со црн пипер. Фолијата во тавчето ставете ја, навлажнете ја и наместете ја во тавчето. Додајте масло. Додајте бибер. Малце дафинка. И ставите ги тиквичките една до друга. Рерната загреете ја на 200 степени и ставете ги да се потпечат. И истата постапка повторете ја и со биберот и со нашиот омилен зачин дафинка. Одлично. Го загреан на рерна на 200-220 степени. Треба само да добие убава боја, да омекне, не да биде комплетно испечена тиквицата. Кари сосот си крчка полека и тивко. Дојде време и месото да го ставиме да се пече. Откако одстоја во смесата, во саламурата од јогурт и зачини, погледнете. Ќе оставиме со кожата нагоре. Месото е готово и спремно да иде на печење. 160 целзусови степени, 60 на минути, а потоа 200-220, 10-12-15 минути дорека не фати убава кора. Ќе видите каква магија овој пат ќе направи јогуртот заедно со зачините.
баш убаво мириса. Еве го месото. Тиквичките со сирење растопено и тие се готови. Пред крај додадете го, како крчка, погледнете. Пред крај додадете го сирењето, малку да се растопи. Да биде онака не многу растопено и течно, да има задржано формата, а сепак малку подпечено. Сега што правиме? Сосот го ставив во блендер, ќе го изблендирам. Токму она што ви реков, за да добиеме убава и елегантна структура. Откако добро ќе го изблендирам, ќе додадам и малце крем за готвење од нашите пријатели од Bimilk. И секако на крај ќе додадам и малце масло со билки да дадеме една убава тежина. Повторно ќе го изблендираме кратко. Сосот што ќе остане ако случајно не го изедете, мада не верувам дека тоа ќе се случи, ставете го во едно тегличе или во некој убав пластичен сад, добро затворете го и откако се олади, чувајте го во фрижидер на температура од 4 степени, максимум 4 до 5 дена. Сега, ќе додадеме малце, погледнете структурата на сосот. Ако сакате да биде уште поелегантен, треба само на ситна цедалка да го процедите. Сега, ќе го измешаме маслото со билки, ќе го додадеме во сосот и нежно ќе го измешаме, меѓутоа не многу, сакам да се гледа зелената боја во него. Булгурот е готов и испадна превкусен. Погледнете, се двои зрно од зрно, морковот е добро сварен, Макдоносот и мајчината душичка си го направија своето и верувате, не само убаво што изгледа, него е многу вкусен. Во метален прстен додаваме од булгурот. Одлично. Драги мои, добро испечено пилешко батач, прво на ниска температура, а потоа подпечено на повисоко од 220, булгур направен на класичен традиционален начин, тиквици подпечени со убаво кравјо сирење од нашите пријатели од Bimilk и еден преубав вкусен сос со зачини каде што преовладува карито. Нека ви е на здравје, откако ќе го направите вие за вас и за вашите најдраги. Ароматично пилешко, булгур полн со боја и кари сос што го заокружува вкусот. Јадење што патува низ Индија, но завршува токму овде, на нашата трпеза. Едноставно, мирисно и со душа. Велат дека секогаш еден зачин треба да преовладува, а другите да го надополнат вкусот. Вистинската арома на зачините ќе ја добиеме кога ќе ги
тостираме или кога ќе ги испечеме малце, а потоа добро ќе ги истолчиме и ќе го изедначиме вкусот. Тоа беше се за денеска, драги мои. Пилешкото испадна одлично, гарнирите што да ви кажам, а за сосот дојдоа комшиите да прашаат што готвиме денеска. Имајте убав ден, уживајте со вашата фамилија, направете индиско јадење во вашиот дом, па нека дојдат и вашите комшии да видат што и како се случува, а додека се одлучувате и додека ги чекате комшиите, посетете ги нашите канали на социјалните мрежи и нашата веб продавница, каде има се што вам ви е потребно, верувајте. Уживајте во денот, се гледаме утре.